Вие сте со програмата на КТВ, емитуваме вести. Полициски службеници од Овара Кавадарци заедно со сообраќаен инспектор од локална самоуправа на подрачјето на Кавадарци реализираа сообраќајно-воспитна акција под мотото "Биди одговорен, вози технички исправен и светлосно означен трактор". Активноста беше насочена кон возачите на земјоделска механизација, трактори и приклучна механизација, преку која на возачите им беше укажувано за доследно почитување на законските одредби. Беше нагласено дека пред да се вклучат во сообраќај, потребно е да ги доведат своите возила во исправна техничка состојба, особено во поглед на светлосната сигнализација, како и уредите за управување и кочење. Целта на овие превентивни активности е насочена кон подигање на безбедносната свест и на оваа категорија учесници во сообраќајот, со оглед на отпочнатиот период на земјоделски работи, а со тоа изголеменото учество во сообраќај на земјоделската механизација. Од особен интерес е превенцијата на причините за случување на сообраќајни незгоди во кои се учесници овој вид на возила, а кои најчесто се резултат на техничките недостатоци. При тоа беше поделен и печатен материјал со едукативни препораки со цел подигање на свеста за безбедност и намалување на ризикот од сообраќајни незгоди. Во процесот на дигитална трансформација на образовниот систем, интеграцијата на вештачката интелигенција представува следен логичен чекор кој значително ќе го унапреди квалитетот, ефикасноста и инклузивноста на образованието во Македонија. Внимателно планираме и преку стратешки пристап постепено ќе ја имплементираме оваа технолошка иновација во начинот на учење, спроведување на наставата и генерално во развојот на човечките ресурси, изјави министерката за образование и наука Весна Јаневска. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, доктор Венко Филипче, на пресконференција ја соопшти одлуката на извршниот одбор на партијата, која се однесува на давање согласност за кандидатура на градоначалници за предстојните локални избори. Одлуката се однесува на првите 19 кандидати за градоначалници. За Росоман во трката за втор мандат ќе учествува актуелниот градоначалник Стојан Николов, за кандидат за градоначалник на Неготино СДСМ го предложи Петар Мантев. Филипче јавно да се огради и да побара оставка од неговиот советник Тепач во Кочани, кој спроведува сценарио за дестабилизација скроено во Дубај, пишуваат во денешното соопштение од владеачката ВМРО ДПМН. Насилството на советникот на Филипче од Кочани Аки Акиов, кој во општинскиот совет со стаклено шише повреди вработена во општината, е почеток на реализацијата на темното сценарио за дестабилизација и предизвикување чувство на страв. Ова сценарио за дефокус и дестабилизација во Кочани всушност е сценарио за спас на политичката кариера на Венко Филипче, кој има рейтинг во рамките на статистичка грешка и на кого му се заканува дебакал на следните избори, велат од ВМРО ДПМН. Кошаркарската федерација тргнува по стапките на фудбалските колеги. Од сезоната 2026-27 првата машка кошаркарска лига ќе се редуцира и наместо 12 ќе брои 10 екипи. Времето утре ќе биде сончево и малку посвежо, со мала локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, а температурата ќе достигне 33 степени. Ги гледавте вестите, имајте пријатна вечер.